Почтувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Граѓаните на Кучани кои живеат во повисоките зони, како и жителите на селските населби, се без вода за пиење веќе неколку дена. Се снаоѓаат со полнење разни садови за да имаат вода за основните потреби. А според одговорните во водовод, причина за прекинот е дефект на главниот цевковод. Тони Ајтовски со деталите. Трет ден без вода за пиење се жителите на неколку делови од Кочани, но и на селските населби што се приклучени на градската водоводна мрежа. Револтирани што токму во најтоплите денови се оставени со пресушени чешми, тие реагираа и по телефон и на социјалните мрежи. Велат дека се принудени да полнат шишиња и други садови за да имаат за основните животни потреби, а за капење и перење ни не размислуваат. Во одделни градски населби од повисоката зона, како во Усова чешма или пак на улицата Ударничка, не само во изминатите неколку дена, туку вода во чешмите нема откако започнал порастот на дневните температури. Дела па никако немаме цел ден до вечерта до 11, а вчера цел ден немаме вода и денеска се бајале од 8 сата немаме вода. Во е срамота, нема ништо се измиеме. Јас сам болен човек, што се ладам? Нуваме се, тук одиме тук од Усова чешма, там наред чекаем по 2 сата да напунеме малку, за да дојдеме да се замиваме тук. Во е срамота. Вицињата ни смрдува. Ич нема, те неколку дена ич немаме. Дојде се балиња чисто малку, нема време ни една кофа да напуниме. И нема по цел ден алуваме. Одеме од бахчалак од помпата. Алуваме за вода, алуваме. Освен во делови од градот, без вода се и жителите на Градовци, Тракање, Оризари и другите селски населби. Рекоа дека за викендот и изминатите 2 дена вода од чешмите воопшто не тече, иако се надевале дека барем во доцните вечерни часови ќе има нормализирање на состојбата. Од комуналното јавно предпријатие Водовод потврдија дека имаат проблеми со водоснабдувањето, но дека не станува збор за рестрикции или недостиг од вода за пиење, туку причината за прекините се неколку дефекти, од кои еден поголем на главниот цевковод кај Оризари. Екипи на предпријатието 2 дена се обидувале да го лоцираат местото каде што пукнала цевката и на крајот е констатирано дека таа се наоѓа во Оризова нива во која истекувале по 20 литри вода во секунда. Во текот на предпладнето и целиот ден се работеше на санација на дефектот и покрај тешко пристапниот терен. Одговорните рекоа дека очекуваат веќе в четврток наутро да дојде до стабилизирање на водоснабдувањето во Оризари. Тоа би требало да придонесе и за подобрување на состојбата и во останатите места каде граѓаните имаа подолготрајни прекини. По реализираното прскање на оризовите површини против плевели, продолжува нормалното наводнување од каналската мрежа. Од водостопанското предпријатие со писмен допис информираа дека водата од каналите е веќе пуштена. По планираната пауза од околу 2 недели, повторно потече водата во каналската мрежа од хидросистемот Брегалница, што е наменета за наводнување на оризот. Намалувањето на количините што се испорачуваат во Кочанскиот регион е вообичаено и планирано, поради активностите на земјоделците за прскање на оризовите ниви против плевели. Откако кампањата успешно е реализирана, од предпријатието испратија писмен допис со кој ги информираат оризопроизводителите дека наводнувањето продолжува според планираната динамика со годишниот план. При тоа се нагласува дека таа ќе биде усогласена според временските прилики на теренот. Во изминатиот 2,5-месечен период од почетокот на наводнителната сезона немаше проблеми во испораката на вода, иако на почетокот постоеја сомнежи од и количините со кои располага хидросистемот ќе бидат критични за Кочанскиот регион. За сега не се планираат никакви рестрикции, каков што беше случајот, например, пред 2 години. Иако варнежите од дожд во изминатиот период помогнале за извесен степен да се подобри хидролошката состојба во акумулациите и да се покачи влажноста на земјата, сепак состојбата не може да се смета за задоволителна. Во моментот во браната Калиманци има над 70 милиони метри кубни вода. Инаку, намалувањето на површините што се најдоа под орис оваа сезона во однос на првично зацртаните во годишниот план се покажало како ефикасно, иако на одделни површини земјоделците само иницијативно и без согласност од надлежните на своја рака сееа орис, користејќи ги проточните води. Од водостопанство Брегалници упатуваат апел количините вода што се пуштаат во системот за наводнување рационално и ефикасно да се користат, затоа што до крајот на наводнителната сезона, посебно во оризопроизводството, престои уште долг период со високи дневни температури.
Кочанските средни училишта ги отворија вратите за упис на нови ученици. На првиот ден од првото пријавување од јунскиот уписен рок, менеджерските тимови на училиштата во главно задоволни од бројот на пријавени деветооделенци. Годинава во Кочани има за 30 помалку завршени деветооделенци од ланската година, или вкупно 320. На првиот ден од првото пријавување во јунскиот уписен рок, директорите и наставниот кадар во двете средни училишта во главно задоволни од одзивот. И во двете средни училишта в допладневните часови се пријавија по ист број ученици, по 130. Во Средното општинско училиште Гоша Викентиев најголема заинтересираност деветооделенците покажале за електроструката, за профилот техничар за компјутерска техника и автоматика. До сега некаде пред 12 часов интересот на учениците е добар и се движи околу 130 пријавени ученици, кои веќе во петок на 30 може да ги видат резултатите од уписите, дали се примени во првиот уписен рок или не се. Од тие 130 пријавени ученици, 84 ученици се пријавени во електротехничката струка, 22 ученика во машинската струка и 24 ученика во сообраќајната струка. За сега од новите воведени профили оваа година, двегодишно образование, се уште немаме заинтересирани ученици. Во гимназијата Љупчо Сантов пак, за разлика од ланската година, годинава поголема заинтересираност има за општа гимназија. До овој момент се поднесени 135 пријави, тоа 61 во стручното, тоа во економското и 74 пријави во гимназиското образование. Па ние се надеваме дека ќе успееме да запишеме 8 паралелки со по 25 ученици. Новитет е тоа дека сега во гимназиското образование ги бираат смеровите во кои што ќе запишат уште во прва година, додека порано тоа беше смеровите ги бира учениците по завршувањето на втората година. Сега дали ќе бидат природно-математичко, јазично уметничко под А, под Б или општествено-хуманистичко под А и под Б, нашите ученици треба да го изберат уште на пријавата денеска. Тоа е новитет. Во гимназијата и годинава има место за 272 ученици, распоредени во 8 паралелки, а во Средното училиште Гоша Викентиев со новите профили воведени од оваа година, вкупно 442 ученици распоредени во 13 паралелки. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни петок. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 4 јули, а вториот уписен рок е на 21 август. Педофилијата е болест и треба да се третира како таква. Да се придонесе таа појава да биде искоренета во целост или барем да биде намалена. Се заложбите на Центарот за советување Лидија Срце што чука од Скопје. По надписите и предлозите истата да биде третирана како нормална појава. Преку едукации и предавања им се даваат совети на родителите како да препознаат жртва на педофилија. Педофилијата е болест која што мора да биде искоренета. Представници од Центарот за советување Лидија Срце што чука од Скопје со едукативни предавања и разговор со родителите го искажуваат својот став дека не го оправдуваат и остро го осудуваат надписот кој што деновиве излеза на социјалните мрежи и медиумите на Никола Шиндре, а се однесува на предлогот педофилијата да се прифати како нормална појава, а педофилите да се сметаат како маргинализирана група на луѓе на кои што треба да им се дозволи да прават што сакаат. Секојдневно се зголемува бројката на жртви на педофилија, велат од Центарот. Македонија како потписник на Конвенцијата за правата на децата, сите нејзини жители мора да бидат единствени во одбрана на децата. Воопшто не треба да се плашиме, да се спротиставиме на луѓе кои што го промовираат педофилијата како нормална појава, кои што промовираат сексот меѓу малолетно дете и возрастен човек како нешто најнормално. Мораме да им се спротиставиме на тие луѓе и да заземеме единствен став дека нашите деца навистина се загрозени од самото тоа и мораме да мислиме пред се на нив, на нивното психичко и на нивното физичко здравје. Центарот Лидија Срце што чука од Скопје со совети за родителите и едукации како да препознаат жртви на педофилија.
Разговараме со самите родители кои што ќе наговестат дека можеби се случува со нивното дете. Пред се, прва работа е што ги упатуваме дека мора да бидат многу внимателни кога разговараат со нивното дете и да внимаваат на однесувањето на самото дете, но пред се да бидат и внимателни како тоа дете се однесува спрема нив или пак спрема некоја одредена личност во нивното обкружување. Кога станува збор за жртви на педофилија, ако се работи за девојче и ако педофилот е од машки пол, значи злоставувачот, тогаш тоа девојче има страф од секоја личност од машки пол и обратно. Јованова додава дека потребно да се промовираат строги законски казни за педофилите, да се лобира кај луѓе кои што имаат власт да потпишат затворски казни, како судии и адвокати, и во центрите за социјална помош, бидејќи децата мора да бидат заштитени. Поради високите дневни температури, источниот регион од државата влегува во така наречена портокалова алертна фаза. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваа дека температурите ќе продолжат да растат и во текот на деновите од викендов. Во текот на наредните 2 дена, топлотен бран ќе зафати Македонија и таа ќе се најде во портокалова фаза. Според најавите на метеоролозите, температурите ќе достигнат до 40 степен. Тоа е причина граѓаните да преземат соодветни мерки за своето здравје. Заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, консумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и избегнување консумација на лесно расиплива храна се препораките на Министерството за здравство што ги истакна на интернет страницата toplotnibранови.mk. За хронично болните лица се препорачува редовно да ја земаат пропишаната терапија. Значителен пораст на температурите се очекува во сабота, кога постои можност целата територија на државата да биде зафатена со температури од портокалова фаза, зашто Министерството за здравство најави дека во континуитет ќе информира со соодветни препораки за заштита од топлото време. Во текот на овие 2 дена, југоисточниот регион се наоѓа во топлотен бран од жолта алертна фаза. Овој регион ги опфаќа градовите Гевгелија, Кавадарци, Демиркапија, Штип, Кочани, Радовиш, Струмица и околните градови и населени места каде што се предвидуваат температури повисоки од вообичаените за овој период од годината. Од Министерството за здравство препорачуваат граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури. На топлото време и високите температури драстично се зголеми бројката на луѓе со мозочни удари и зголемен крвен притисок. Невролошкото оделение во Кочанската општа болница преполно со болни со мозочни изливи. Секојдневно се препраќаат и за штипска неврологија, каде што 4 до 5 луѓе се примаат дневно. Во Кочани е зголемена и бројката на луѓе со цревни вируси. Лекарите со препораки за заштита. Зголемен број на пациенти бележи итната медицинска помош во Кочани деновиве кога живата на термометерот се искачува и до 35 степен. Најчесто луѓето бараат помош заради колапси, висок крвен притисок и поради притисокот зголемена појава на мозочни удари. Невролошкото оделение во Кочани е преполно со болни со мозочни изливи, а секојдневно се препраќаат и за штипска неврологија, каде што по 4 до 5 луѓе дневно се примаат на невролошката клиника во Штип. Лицата со зголемен крвен притисок се оние што најмногу страдаат и кај кои доаѓа до мозочен удар. Затоа веќе диагностицираните пациенти мора редовно да ја примаат терапијата и да го одражуваат притисокот во нормални граници. Истото важи и за диабетичарите, кои треба да го контролираат шеќерот во крвта, велат лекарите. Лекарите од итна медицинска помош од Кочани велат дека не е мала бројката и на лица, односно најголем број се деца кои имаат цревни вируси и апелираат на внимателност во исхраната и пиење повеќе течности. Лекарите предупредуваат особено да внимаваат хронично болните лица, да не излегуваат на сонце од 11 до 18 часот, како превенција од топлотен удар, кој пак настанува нагло, без најава, паја крвниот притисок и следува колабирање. При ваква појава потребно е веднаш да се реагира и да се разлади телото, да се следи телесната температура и зависно од потребата да се реагира со разладување. Важно е да се надоместат
течностите и минералите кои се изгубени. Топлотниот удар треба да се свати сериозно и лицето да се јави на лекар, а истиот, како и сончаницата, може да се спречи со постепено приспособување на климатските услови. На главата да се носи капа, а на телото лесна и светла облека, препорачуваат лекарите. Клубот за планинарски спортови Москито реализираше акција за маркирање на планинарските патеки на Осоговските планини. Освен тоа, беше и дел од групата планинари од Кочани, кои деновиве се искачија на највисоките врвови на планината Олимп во Грција. Како дел од годишниот план за активности, Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани го реализираше најавуваното маркирање на планинарските патеки до двата највисоки врва на Осоговските планини. Обновувањето на ознаките, што им овозможуваат полесно снаоѓање на планинарите и на рекреативците кои се движат во природа, го изведоа тројца членови на клубот. При тоа маркирањето се реализираше на релацијата од селото Саса до врвот Руен, како и од истото село до Царев врв. Вкупната должина на патеките што беа бележани изнесува над 20 километри. Во активноста беа искористени дел од постојните карактеристични карпи и ознаки што се користат како маркирани точки, а на неколку места беа поставени и дрвени столбови со соодветни планинарски ознаки. Според членовите на Москито, маркирањето е неопходно за реализација на планираните акции за искачување на највисоките врвови во Источна Македонија, како и за традиционалната меѓународна средба на врвот Руен со колегите од бугарските планинарски клубови. Планинари од клубот Москито беа дел од групата од Македонија, која деновиве се искачи на 4 највисоки врвови на планината Олимп во соседна Грција. Лоранс Марков и Борис Поп Ѓорѓиев, заедно со своите колеги од планинарското друштво Осогово од Кочани, се најдоа на врвовите Митикас, Сколио, Стефани и Скала. Следува информацијата од спортот. Павлоденски турнири во пинг-понг и баскет во Виница организира Винспорт во соработка со локалната самоуправа. Пресред на празникот на градот Павловден, јавното предпријатие Винспорт во Виница во соработка со локалната самоуправа организира турнир во пинг-понг и баскет. Павлоденските турнири ќе се одржат на 1 јули сабота со почеток во 10 часот пинг-понгот и од 16 часот баскет во спортската сала Капетан Кирчо Димитриов во Виница. Учеството во овие турнири е без партиципација од страна на кандидатите, а организаторите и домакинот ќе обезбедат награден фонд за најдобрите надпреварувачи. Пријавувањето за учество е во просториите на спортската сала Капетан Кирчо Димитриев во Виница или на телефонските броеви. Почнувани, прогнозата за времето беше последната информација во вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.